Павилион моделите на HP се присутни на пазарот од раните 90-ти години. Од тогаш па наваму секоја следна итерација на овој модел е се подобра и подобра. Павилионите се омилени во средната класа на офис потрошувачи лојални на HP. Па така и овој 15-инчен лаптоп клапнува овде перфектно, или како што би рекол мојот драг колега Джим Кери, like a glove. Ова не е ултрабук лаптоп, но ни доаѓа со доста опрема, изглед и изработка која ја има кај ултрабуците. Моделот што овој пат го рецензираме е верзијата од 2023 година и изобилува со сочен хардвер. Покрај веќе стандардните компоненти за ваков тип на лаптоп, како што се 512 GB NVMe SSD hard disk, 16 GB RAM, 15-инчен Full HD екран, AMD Radeon графичка, веб камера, card reader, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, најважна компонента е седмата генерација на Ryzen процесори, односно AMD Ryzen 7 7730U. Овој лаптоп го имате во продавниците на Сетек низ цела Македонија. Пакувањето сме го видели и во претходните модели, но овде е со минимални подобрувања. Стандардната кутија со логото на HP, а внатре го имаме картонот за шок апсорбција во кој е заштитен лаптопот. Ми се допаѓа моментот дека е направен во форма на актовка, па така шансите да ви падне и да ви се лизне кога го вадите се мали. Со него доаѓа 45 ватен полнач, што е логично со оглед на потрошувачката на процесорот. Но за жал, конекторот тука не е Type-C, што според мене е пропуштена шанса. Сиве овие делови се фантастично спакувани, што го прави лаптопот тенок и со релативно атрактивен изглед, кој за волја на вистината изгледа поскапо отколку што на вистина е. Горниот дел е со мазна површина со металик финиш, кој иако е пластичен, делува многу софистицирано. Тука е секако глоси логото на HP. Од страната го имаме истиот полиш со врежано името Павилион, што изгледа доста класи. На задниот дел го имаме перфорираниот простор за ладење, кој се простира од едниот до другиот крај, а од страните ќе го видите и грилот за звучниците. На ова пакување, инженерите на HP успеале да натокмат 3 USB портови, од кои едниот е 10 гигабитен Type-C, на кој можете да го полните лаптопот или да поврзете дисплей порт, 2 USB 3.0 портови, еден 2.1 HDMI излез и конектор за слушалици и микрофон во едно. Базелот околу екранот можело да биде потенок, како кај некои лаптопи со слична цена. Во центарот ја имате камерата, која неверојатно на вистинито дава резолуција од само 720p. Во 2023 сметам дека трендот на вградување за останат хардвер, како што е во случајов камерата, треба да се забрани дури и во најосновните модели на лаптопи. Кога се дискутира за ултрабук лаптопи, најчестата асоциација е дека тие се тенки и дека изгледаат скапа, што во моментов е случајот со HP Pavilion 15. Овде сериозно се гледа колку HP напреднале во финишот и полирањето на надворешниот изглед, дури и на средната класа лаптопи. Доаѓа со фул тастатура, на која за чудо се куца прилично удобно. Јас, кој имам вратено 3 тастатури во рок од 2 дена заради неудобноста и поставеноста на дланките, овде ми требаше прилично малку време за да се адаптирам. Под неа, децентрализирано има доста голем и мазен тракпад, кој е добреден на оние кои не носат маус со себе. Иако, за било каква посериозна работа мора да имате вклучен маус, сепак има моменти кога сте на пат или во возило, каде едноставно не можете да си го дозволите тој луксус. Тоа се тие моменти кога ќе ви дојде да му дадете аплауз на HP. Но, тука на површина испливува болката од немање позадинско осветлување, кое мене лично многу ми е важно, поради тоа што многу често работам во темни, да не речем мрачни услови. Ова за мене е една од must-have компонентите кои ги барам кај лаптопите. Се надевам некогаш некој, некако, на некој начин ќе направи таков уред кој ќе можеме да си го вградиме со 2 клика како светленце под копчињата. Или евентуално да почнат сите лаптопи да ги прават со позадинско осветлување. Дисплејот е стандарден со резолуција од 1920 на 1080 пиксели, на 60 Hz refresh rate и изненадувачки добар IPS панел кој дава добар агол на гледање. Мат ефектот кој го има дисплејот, за жал не помага да ги компензира малкуте 250 нити,
Па така, кога имате прозор или светлосно тело зад вас, ќе имате потешкоти за гледање. Но кога станува збор за стандардни домашни или канцелариски подзамрачени услови, сликата е безпрекорна. Со 45% NTSC сликата знае да биде малку исплакната, што го прави овој лаптоп no-go за оние кои бараат лаптоп за професионална обработка на фотографии или пак монтажа на видеа. Многу од вас ќе се сложат со мене дека иако внатре е напукано многу хардвер, од надвор лаптопот воопшто не изгледа лошо дизајниран. Можам само да претпоставам колку се намачиле инженерите на HP за да го вметнат AMD Ryzen 7 7730U во вакво слим пакување, а тој да добие оптимално ладење. Иако минимално задебелен на ќешевите заради заштита, ова е нетипично тенко тело за лаптопи од оваа класа, или брутално кажано, за лаптопи со пластичен кейс. Самиот факт дека имате и доволна количина на надворешни конектори, можам да кажам дека оваа машина е еснавски спакувана. Кога станува збор за секојдневна работа, без разлика дали е тоа брозање на интернет, прегледување фотки или гледање филмови, видеа или киснење на социјални медиуми, лаптопот се однесува совршено способен и за чудо воопшто не се вжештува. Дури и не е ни премногу гласен. Како неми посматрачи, со години ја пратиме играта мачка глушец помеѓу AMD и Intel на пазарот со процесори. Како што едниот ќе извади нов, моќен процесор, веднаш по него другиот исфрла на сцената понов и исто толку моќен или помоќен од првиот. Иако не сакам да споредувам процесори од различни производители, но за целите на оваа рецензија, како паралела на AMD Ryzen 7 7730U, може да бидат Core i7 10700KF од 10-та генерација процесори, или пак Core i5 1335U од последната 13-та генерација процесори на конкурентот. Во секој случај, AMD Ryzen 7 7730U во комбинација со брзиот сторидж и повеќе од доволната RAM меморија го прави овој лаптоп екстра способен за секакви дневни таскови. Е сега, горката вистина, што не може да правите со овој лаптоп? Гейминг, или барем хардкор гейминг. Во случајов, зависите од интегрирана Radeon графичка картица, која како репер е во класата на GTX 960M, картица која излезе на пазарот 2015 година. Во принцип, може да ги играте повеќето игри кои се активни, например, на еспорт сцената. Но за нешто повеќе од тоа ќе мора да намалите максимално на детали и резолуција, или пак воопшто нема да може да играте. Со оглед што овој модел не е ни рекламиран како гейминг модел, мислам дека не е фер ова да го сметаме за дамка. Вака како што е спакувано, оваа машина дава повеќе од доволна моќ без притоа да има проблеми со ладење и перформанси. Дури и кога ја оптерете в интегрираната графичка со бенчмаркови, вентилаторите едва и се слушаа. Инаку за оние сладокусци кои пратат оценки од бенчмаркови, еве како се носеше HP Pavilion 15 EH3000 NIA со тестовите. 3D Mark на Night Raid даде 15749 поени. На Firestrike извади 3615, а на Time Spy се закити со 1523 поени. Geekbench 6 на едно јадро му даде 1939 поени, а при мултитаскинг со повеќе јадра доби 7815 поени. Многу важно, да не заборавиме, овде зборуваме за лаптоп од средната класа, а HP не се магионичари, па така и овој лаптоп си има своји мани, но за среќа можеме да ги надминеме без загуба во работата и продуктивноста. Лаптопот тежи скоро 1,7 кг, што го става во лаптопи со средна тежина. Одма можеме да заклучиме дека голем дел од ова оди на батеријата, која има одлични перформанси. При мултитаскинг работа, која овој лаптоп ја прави совршено, извлековме нешто повеќе од 10 часа без полнење. Гледањето видео го испразни лаптопот за 7 часа, а времето потребно да се испразни комплет на тестовите и бенчмаркот траеше околу 8 часови. Ова е многу подобро од голем дел лаптопи, особено геймерските, кои испуштаат душа после само неколку часа работа. Предпоставувам, инженерите од HP го пополниле секој слободен кубен милиметар со батеријата, па така успеале да ги постигнат овие бројки. Дополнително имате и Quick Charge, па така можете за 30 минути да наполните половина батерија. Што се однесува до звукот,
Бев импресиониран од гласноста и квалитетот кој го даваат Bang & Olufsen звучниците. Добивате многу чист звук, кој останува таков дури и кога пуштате на најгласно. HP Pavilion 15 EH3000 NIA моделот, кој го рецензирам овде, е најмалото дете на семејството HP Pavilion 15 и како таков е најевтин од средната класа на лаптопи од HP. Неговата цена варира околу 650 евра, но во моментов на оваа рецензија овој модел може да се набави по цена од 34.999 денари во Сетек. Линкот го имате под видео. За жал, од овој модел нема други варијанти, но за среќа, дечките од Сетек се секогаш спремни да направат надградба на рамот или на SSD-то, за да ја добиете посакуваната конфигурација. Одличниот сооднос на цена-перформанси, кој го носи рамо до рамо со сличните модели од конкуренцијата, го прави овој модел прв избор за многу купувачи. Се додека не планирате да играте посериозни игри на него, HP Pavilion 15 е лаптопот за вас. За крај би го сумирал се во ова во неколку точки за оние ТЛДР гледачи. Избегнувајте го овој модел на лаптоп доколку професионално работите со 3D, анимација, обработка на фотографии или монтажа на видео. Исто така, доколку сте хардкор геймер. Но, HP Pavilion 15 е за вас доколку ви треба добар лаптоп за работа. Одличен дизајн, моќ како десктоп компјутер кој има full size тастатура. AMD Ryzen 7 7730U процесорот дава огромно количество моќ на овој тенок дизајн. Овој лаптоп е за вас доколку имате потреба од солиден екран со добар агол на гледање и се разбира доколку сте ограничени од буџетот. Добро, знам дека не припаѓа баш на буџет лаптопите, но сепак добивате многу простор и RAM меморија, голем екран и многу брз процесор за парите кои ќе ги дадете. HP Pavilion 15 EH3000 NIA моделот може да го најдете во Сетек, а за да ја проверите количината, тркнете до нивниот сајт www.setek.mk и откриете кој е најблискиот салон каде може да го земете. Се разбира, ставете лайк, направете subscribe и до следната рецензија, бидете умни.